На сметките на над 340.000 пензионери легнаа повисоки примања за 2.500 денари. Некои од банките парите ги префрлија уште минатиот петок. За сега со двете покачувања на пензиите од вкупно 5.000 денари, колку толку се одржува животниот стандард, велат од пензионерскиот синдикат на Македонија. Оттаму велат дека зголемувањето од 2.500 денари за секој пензионер е пореално од процентуалниот пораст. При тоа најмногу им се помага на оние со најниски пензии. По овој начин на усогласување допринесе за година дена најниската исплатена пензија во јануари минатата година изнесуваше 12.500, а сега во јануари изнесуваше 15.700. Тоа е за пензионерскиот синдикат, сметаме дека усогласувањето барем еднашка годишно би требало да биде и линеарно. Од владата рекоа дека со вториот пораст на примањата на највозрастната категорија граѓани за 8 месеци се исполниле предизборните ветувања. Со тоа го испорачавме нашето ветување за повисоки пензии за 5.000 денари. Повеќе од 300.000 пензионери ќе имаат повисоки пензии за 5.000 денари. Линеарното зголемување на пензиите да продолжи барем еднаш годишно, бара пензионерскиот синдикат. Според пензионерите ќе треба подолг период за да се надмине неправдата која траеше неколку години, кога со законски измени пензиите растеа минимално, бидејќи од формулата за пресметка беше изоставена просечната плата, која во меѓувреме значително растеше. Дополнително во многу европски држави при калкулацијата на пензиите се зема повисокиот пораст, без разлика дали се работи за повисоката просечна плата или пак повисоките трошоци на живот. 2019 Македонија беше со 61,3% учество на просечната плата и просечната тој сооднос со просечната пензија. Словенија беше 60%, другите земји од окружувањето беа сите под 50%, дури некои беа 40 и нешто. За овие 6-7 години сите тие отидоа 10-15% горе. Најголем пораст имаше во Црна Гора, тие веќе исто дојдоа до 60% од просечната плата. И кај нас во моментот во јануар месец е 55%. Ова ќе биде последно фиксно зголемување на пензиите. Пратениците во собранието усвоија нови измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, со што во иднина пензиите ќе растат 50% согласно зголемувањето на трошоците на живот и 50% согласно растот на просечната плата.